Да се биде учител и да се работи с ученици е нещо возвишено. Нещо не се мери со каква било мерна единица, нещо што представува трајна вредност. Така било, така е и така ќе остане за вечни времења, без разлика какви се обществените прилики или вреднеските перцепции за професијата која е ваша животна определена. Случајот сакаше утре да отбележуваме 2 јулија, и тоа 25 години од восстановената иницијатива на УНЕСКО 5 октомври да се слави како Меѓународен ден на учител и 70 години од завршувањето на првите народни учители од генерацијата 1946-49 кои завршиле на учителските школи во Скопје и Битола и се вклучиле во македонскиот образовен систем. Дел од тие народни учители го пренесувале своето знаење на најмладите и на територија на Струмица и на Струмичко, а нивниот пат последени бројни генерации учители кои несебично ги воспоставувале и образувале своите учители. Во таа благородна виза сте и вие, денешните учители, пред кои сте изправени пред предизвикот да се биде на висината на своите работни задачи. Секој од нас се сеќава на својот прв учител. На учителот кој од прегратките на родителите не водел во прегратките на поучувањето, учењето, воспитувањето, знаењата и вештините низ нашето училишно образование. Во контекст на тоа, вреди да се каже дека младите учители треба да има безрезервна подршка од општеството и заедницата, но и тие самите треба да знаат да ги поштуваат и искуствата и знаењата на постарите учители од кои може да научат много. Се разбира контактното акумулирање на знаењето и искуството. Треба да се придодаде иновативноста на изнаоѓање корисни методи кои ќе му дадат нов квалитет и содржина на воспитно-образовниот процес. Во тој процес учителот е исклучително важна алатка, но не смееме да забравиме дека најважната алатка сепак се учениците, поради кои и постои оваа професија. Кога овие две алатки ќе се најдат во нераскидлива врска, тогаш успехот во предавањето на знаењата ќе биде неминовен. За сето тоа потребен е професионален однос, примерно однесување, целосна посветеност по реализацијата на воспитно-образовниот процес и многу љубов по професијата и учениците. Само така учителот станува добар учител, а добриот станува уште подобар. Се разбира, со така вложениот труд, учителите ќе ја добијат заслужената почит и вистинскиот статус во општеството и заедницата. За соодветниот третман, достоинството и валоризацијата на трудот треба да се погрижиме сите ние. Општина Струмица и јас како градоначелник, согласно своите надлежности, правиме се условите за работа на учителите да бидат во постојан растеж, а за задоволство на сите чинители во воспитно-образовниот процес. Училиштата ни се на врвот од нашите приоритети. Вие и вашите ученици тоа го заслужувате. Би завршил со една позната мудрост на евреите. Човек треба да остане ученик, дури и тогаш кога е ученик. Учете постојано, надоградувајте се, за да успеете вашите ученици да ги направите подобри и по-успешни од вас. Ви го честитам Меѓународниот ден на учителот и ви посакувам да бидете задоволни и горди со себе и со својата професија.